А овде во студиото ќе зборуваме на тема која што ќе ги заинтересира сите, особено младите луѓе, бидејќи станува збор дека Сдруженијето Go Green годинава по трет пат реши да собере младински идеи во 6 општини во државава и да ги праша младите што сакаат да се случува на еколошки план во нивната општина. За резултатите од ова нивно истражување или од оваа нивна активност зборуваме со нашата денешна гостинка Мила Јовановска, председателка на Go Green. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и до вас. Фала на поканата. Трета година поред го правите ова истражување. Што е она, до каков заклучок дојдовте годинава? Така, ајде сега малку и за гледачите да дадеме еден преглед на пошироката слика. Значи на локалните избори 2021-та, впрочем, така? Да. Решивме, бидејќи ние сме здружение кој што работи со млади на еколошки теми или на теми кои што ги засегаат климатските промени и заштитата и унапредувањето на животна средина. И решивме дека во ред едукација никогаш доста, меѓутоа ајде малку да преминеме кон акција. И да не биде таа акција напразно, решивме системски да ја врземе, односно тоа е директно со градоначалниците на општините. 2021-та на локалните избори тогашни подпишавме меморандуми со повеќе кандидати градоначалници и се ветивме дека тој што ќе биде избран ќе не слуша во текот на неговиот мандат за што е она што младите сакаат да го видат во нивната општина, а се однесува за зазеленување на нивната општина. Па така еве веќе традиционално трета година поред, ние во текот на летото уште го почнуваме процесот, им велиме на младите, ајде, кажете што е тоа што сакате да биде зелено во вашата. Меѓутоа не е општо, не генерално. Конкретни. На таа улица сакам тоа и тоа. На ќошот помеѓу зградата и трафиката тоа и тоа недостасува. Значи што по-конкретно, тоа може полесно да го измериме ние подоцна и побрзо да се реагира. Така да биде и соработката со општината. Така што трета година поред ние на кабинетите, односно на градоначалниците на Прилеп, еве од натрешноста ќе почнам, Прилеп, Куманово, а во Скопје аеродром Кисела вода, Чаир и оваа година се приклучи и Гостивар. Им ги приложуваме овие барања. Подоцна, дали ве слушаат градоначалниците? И дали постапуваат по она што вие го поднесувате како барање? Градоначалниците многу не слушаат, некаде работата подзакочува по секторите, морам да кажам. Значи тоа што сакам да го истакнам од ова еве 3-годишна соработка, меѓутоа и општо со институциите, морам да кажам дека слух има кога станува збор за што сакаат младите и што е она што ни треба за да, ајде пластично кажано, не тонеме во ѓубри, не се гужиме во воздух, а тоа да биде низ призмата на она што младите го сакаат, има слух. Меѓутоа, кога тоа некаде ќе биде во рамки на поголем проект, кај што треба повеќе сектори или меѓуинституционални соработки, и тука негде се замајува работата. И се губи по ходниците. Да. Од едниот сектор во другиот. Тоа што можам да кажам е дека без разлика на тоа, ние имаме, сега нема фаќата збор, колешката ги мереше 4 или 5 изреализирани точно поради овие 1 на 1 состаноци. Младите со градоначалници, но со младите со секторите. И тоа за нас е огромен успех, верувајте. Бидејќи во отсуство на целосна имплементација на законот за млади, можеби ќе позборуваме подоцна. Значи тоа е закон за млади кој што гарантира учество на младите на локално ниво да имаат удел во решавањето на одлуки. И сега во отсуство на целосна имплементација на овој закон, особено во овие општини, ние сме тој мост помеѓу градоначалнику, сектори, раководители на сектори, ова е тоа што младите го сакаат. Млади, ова е тоа што општината може да испорача или не, пошто и тука има многу разговор со младите. Едноставно, особено во град Скопје. Едно е тоа они што го сакаат, друго е дали е тоа надлежност на неговиот градоначалник. Бидејќи особено во град Скопје имаме одредени надлежности што се под градот Скопје, да, и а под општините. А имаме и други кои што се под министерство.
за животна средина. Така што голем дел од едукацијата тука е кога нас младите ќе ни дојдат со тоа и тоа сакам, чекај малце. Дајде да видиме прво, ние знаеме, меѓутоа ајде да седнеме заедно да ти објасниме кој е тој што е надлежен за ова. Дали ова барање треба да оди понатаму во сектор урбанизам, во сектор животна средина и така натаму и така натаму. Што е она што би го издвоиле како од овие 6 општини до сега како некои од најинтересните предлози што ги имаат младите? Предлози има многу интересни. Како, ајде сега, имаше првата година некој на постоечките автобуски станици да бидат тоа системи за собирање на дождовна вода која што потоа ќе се собира во некои канистри и тие канистри ќе се и таа вода ќе се користи потоа за полевање на зелени или на паркови каде што немаме на пример приклучок до вода, бидејќи не сите паркови имаат такви приклучоци, така. Потоа има разни субвенции за велосипедисти. Сега тука морам да кажам дека бевме ние впрочем и нашите млади инспирирани од она што колегите од Наточа го спонзорираат, да го кажам како кауза, не в субвенционирање на велосипеди, него в субвенционирање на поправка на велосипеди, субвенционирање на велосипедска опрема, дали е тоа нели шлем, кацига, дали е седиште за деца и така натаму. Ова година имаше некои предлози како наместо црниот или темниот асфалт да се асфалтираат улиците со бел асфалт, бидејќи помалку топлина задржува, така. И со тоа се намалуваат топлотните острови, до разноразни интерактивни канти, прочем за да се охрабрат да фрлат во канта ги убран граѓаните наместо надвор. Но и во исто време да селектираат. Селекцијата, го споменавте на почетокот истражувањето. 3 години си работиме што си работиме нели со младите на еколошки теми, меѓутоа решивме да направиме едно национално истражување. Правиме опис и попис на што е тоа што младите сакаат на тема зелено да работат локалните самоуправи, што е тоа што им се овозможува, а што е тоа што ги спречува тоа да ги комуницираат. Топ 3 темите беа отпад, транспорт и урбанизам. Под урбанизам сметаме планирање на малата, односно на нови згради и нови паркови. Тие се темите што младите статистички ги засегаат најмногу. Од оно што јас успев да прочитам, видов дека ги интересираат исто така велосипедски паркинзи за велосипеди. Транспорт, под одржлив транспорт, ако го ставиме така. Така, затоа што за среќа се повеќе користат младите велосипеди. Зборувам да речеме, јас во Скопје, но верувам дека гледам и во Куманово бараат се повеќе велопаркинзи, значи тоа се во оние градови кај што е многу полесно да се движиш и да функционираш со таков вид на превозно средство отколку со автомобил. И гледам дека бараат, дури имаат и некакви идеи за да речеме продавници од втора рака, базари, така наречени, на продавници на користена облека или користена роба воопшто, можеби предмети од домаќинството. Да, тоа е еден тренд сега меѓу младите, да ја намалат својата потрошувачка, односно да не купуваат производи или облека, најчесто на збор тоа за облека, од овие fast fashion или продавници за брза мода што се вели, кои што впрочем најмногу загадуваат. И во самото производство, меѓутоа и во количини на отпад, бидејќи тоа не се квалитетни парчиња облека што ги купуваме. Не да бидејќи чинат малку пари, меѓутоа не се квалитетно направени и не трае. И докажано е дека текстилната индустрија е една од најголемите загадувачи глобално на светско ниво. И ете, тоа е некој тренд што сега е актуелен кај младите, значи тие се свесни за тој проблем и се повеќе и повеќе сакаат да видат во нивното мало што можно повеќе вакви продавници. Дали е тоа за облека, дали е тоа за производи, значи нешто што тие ќе можат да одат да се го купат и за поевтино, меѓутоа и да е некоја марка, бренд, нели, што е квалитетен, меѓутоа не е неопходно ново, нели, од
од продавница ново купено, туку поволно. Сега тука соработката со општините, бидејќи тие имаат можност да поддржуваат мали бизниси, да поддржуваат економски развој. И тука е тоа нивно барање да се овозможи на предприемачите генерално, не мора да бидат млади тоа, да го диверсификуваат малку пазарот, односно да воведат малку новина и различности кои што им се потребни на младите. За гледачите да појасниме, кога зборуваме за младите, зборуваме за возрастна категорија од 15 до 29 години. Така што тука спаѓаат и луѓе кои што може да се и со завршено високо образование и со завршени мастери и така натаму, и може да се токму тие да се двигатели на вакви некои работи кои што па макар биле тоа, нели, и мали бизниси, собствени бизниси кои што би добиле поддршка и од општината. Токму така, мислам, свесни сме дека имаме проблем со одливот на младинска сила или мозоци од државата и воопште во изминативе 10 години целиот младински сектор работеше на тоа, на зацврстување, на носење на овој закон за младинско учество и младински политики, е целосниот назив. Закон со кој што кога ќе се имплементира целосно, ќе се овозможи системски за секој еден млад човек на микрониво, значи во неговата општина, во неговата заедница, да може да допринесе. И така тој да се чувствува слушнат, корисен, потребен во така. И сега општината во која што живее. Тоа е навистина добар закон, меѓутоа нема, општините немаат капацитет, немаат ресурси, немаат финансиски средства, бидејќи се потребни дели за тоа, да тоа го овозможат, а младиве сакаат. Бидејќи младите сакаат, а медиумите можат да помогнат некои работи да бидат, ако ништо друго, барем постојано да се зборува на таа тема, па можеби некој некогаш ќе превземе нешто. Јас ви ветувам дека во следното гостување, а тоа нема да биде многу далеку, значи многу скоро ќе зборуваме токму за законот и за тоа како можат општините да им помогнат на младите луѓе да останат не само во државата, туку и во општината во која што живеат. Така. Впрочем, тоа е и целите наши залагања како здружение и целиот наш активизам, односно едукација еколошка едукација за активизам кон младите тоа е еден мост помеѓу законот и реалноста, односно како може ние да го имплементираме законот, а тоа истовремено да биде за заштита и унапредување на нашата животна средина. Мила, јас ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија и што барем малку позборувавме за проблемите и желбите на младите луѓе на локално ниво и колку градоначалниците може да им излезат во пресет.